на минатите пратенички прашања јавниот обвинител на Република Македонија не беше присутен и во меѓувреме достави одговор на моите две поставени пратенички прашања, за кои што еве во овој формат, на кој што ни самиот не може да дешифрира што напишал и како напишале. Очигледно во јавното обвинителство снемале тонер, па доставиле одговор на пратеничко прашање. Ова е непочитување на законодавниот дом и на граѓаните, бидејќи ни самите не можат да дешифрираат што напишале со ова што го доставиле. Но суштината е сосем друга. Бидејќи ништо суштински не одговориле. Само проформа цитирале закон на кој што ги повикав да одговорат, но истите суштински не дале одговор како ќе се постапува и кога може македонските граѓани да очекуваат јавно обвинителска одлука, дали, кога и каде, односно кој ќе ја води понатамошната постапка во однос на изборот за надзор над коридорите 8 и 10Д. Но со сето ова кое што го доставиле, истите цитирале дека било доставено барање до владата и до јавното предпријатие за државни патишта, со што побарале документи за јавната набавка и на 4 мај 2023 година добиле одговор, односно го добиле договорот кој што го побарале. Прашањето е дали е во форма како што истите го доставиле и до Државната комисија за спречување на корупција, односно само фрагменти од договорот, но јавното обвинителство одговорило во едно прашање за две различни постапки. Истото, не сакајки да даде одговор, во едно прашање во еден одговор одговара на две прашања кои што се однесуваат за сосем различни постапки. Првото прашање се однесува токму на изборот на надзор за вршење за изградба на коридорите. Прашањето до јавниот обвинител, кој што повторно избега од овие пратенички прашања, е зошто се повикува на тоа дека нема рок на постапување за отварање на истрага и предистражната постапка може да трае со години, што впрочем го потврди и државниот правобранител, кој што потенцираше дека имаме предистражни постапки повеќе од 20 години. И оваа предистражна постапка ја следува истата судбина. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително.